милионите. Кој што самите можете да приметите, се наоѓаме пред влезот на слободната економска зона Алинци. На површина од 67 хектари, отворени се 37 фабрики, овие насликава, во кои работување најдоја неколку илјади наши сограѓани. Со тоа драстично се намали бројот на невработени лица евидентирани во Заводот за вработување. Воедно стандардот на граѓаните на општина Прилеп драматично порасна, со што и квалитетот на животот е значително подобри. Исто така, треба да напоменеме дека најавите за отворање на нови стопански капацитети од страна на домашни и странски инвеститори, како и најавите за нови вработување од ден на ден добиваат се поголем интензитет. Почитувани граѓани на општина Прилеп, секи беше во ред со она што претходно го кажавме, доколку пресконференцијата се одржаше на 1 април. За жал, реалноста е сосема поинака. Секојдневните најави на владата на ВМРО ДПМН, на премиерот Груевски и на градоначалникот Маријан Ристевски за нови инвестиции и нови работни места се покажаа како чисти лаги. На ова место, на ова зелена лива позади нас, одамна требаше да има никнато фабрики во кои голем број наши сограѓани ќе обезбедуваат инвестицијата за себе, за своите семејства. Господине Груевски, денес е повеќе од јасно дека од наводната слободна економска зона нема ништо. Нема инвестиции, нема вработувања, нема намалување на сиромаштијата. Каде денес се наоѓа вашиот министер за странски инвестиции Веле Самак? Каде се неговите долго најавувани странски инвестиции? Каде се капацитетите со илјадници нови работни места? Каде е бенефитот од работата на вашите економски промотори, кои се дебело платени со народни пари? Зошто, господине Груевски, при вашата посета на Прилеп не се осмеливте да ги посетите тутунски комбинати и Еврокомпозит? Каква предизборна лага им смислите на вработените на овие фирми? Господа од ВМРО ДПМН, на 5 јуни граѓаните ќе ве казнат за криминалот, корупцијата и непотизмот, кои во сите овие изминати години, во секој ден и час од вашето владење, бесстранно го практикувате.